Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Епа гледачи, проблем секој ден мора да најдеме една убава рецепта. Каква рецепта? Со останатокот од фрижидерот. Ајде да видиме внатре што има. Сигурен сум има преубави намирници. Ајде да гледаме. Ова ми е пилешко. Да. Пилешки стек од Андреја имаме. Што ќе му ставиме малку? Салама. Да, салама. Салама. Супер. Одлично ќе оди. Да му ставиме малку еден крем. Ова, шампиньони имам. Добро, уште. Имам овде брокула. Ќе биде преубава рецепта денес. Малку крем павлака, ми се допаѓа. И. Ова. Супер. Ми треба уште нешто. Што ќе направиме? Хајде, да му ставиме малку. Овде имаме палента. Палента ќе употребиме. Ова ќе биде убав гарнир, сос, тоа да... Супер. Хајде, да почнеме. Палента, што му треба? Му треба малку вода, сол, бибер, малку путер, јас му ставам, додавам палента, да се стопли водата. Ајде, директно да одиме со тоа. Пап, мало тенџере, малку вода. Ете така, доволно, нека се топли. Таја имаме на располагање, да му ставиме малку сол. Така, бибер. И парче путер, јас сакам да биде палентата онктюоз, не знам како се кажа, да биде така убава, не го знам точно зборот да ви кажам, да биде мека така во уста, да се топи. Така. Парче путер. Така. Хоп. Ова е спремно за палентата. Продолжуваме. Да направиме исто сос, ама прво и основно, ајде да го правиме пилешкото. Пилешкото ќе оставиме во ерфрајерот. Многу ми е лесно тоа. Имаме печка, имаме ерфрајер, има две печки. Каква кујна имаме, беко, навистина, многу сум среќен со нив, оти ни дадоа можност да готвиме со сите нивни апарати овде. Вау! Океј, ерфрајерот, ајде да почнеме да го пуштиме да се топли. Така. Ќе го земам после фиоката, ќе ги ставам внатре. Имаме две убави парчиња пилешко. Ако уште еднаш, фала ти Андреја. Ќе му ставиме зачин, малку сол. Така. Ќе му ставиме малку чили. Така. Топ. Ќе му ставиме исто малку од овие рузмарин. Така. Супер. Така. Што имаме овде? Имаме оригано. Оригано ќе оди убаво. Све тоа ќе го ставаме во, како ви кажав, во ерфрајерот. Во ерфрајерот печиме без масло, без ништо. За тоа ова убаво да се зачине. Така. Така кога се пече, сите вкусови што се надвор ќе влезат, ќе упиват во гледајте, и све што останува на даската, исто ќе го земеме. Ара. За да биде малку крчкаво, јас сакам да му ставам малку од брезла. Така кога ќе се пече, ќе му прави како една мала кора околу пилешкото. А пак ви кажам, ниедно парче масло, ни масло, ни ништо, ни зејтин, ни ништо друго. Вала. Супер, спремно. Ова. Јас секогаш му ставам хартија, да пазиме, гледате, хартијата ја ставив претходно, се гори. Да го знаеме тоа за понатаму. Ето, едно парче тука, едно парче овде, да свиткаме малку хартијата, да не биде во контакт со тоа што
što gori i odime pak ke se pečи. Ова е спремно, второто. Ајде, продолжуваме. Вака. Секогаш кажувам чиста маса. Вака. Супер. И чисти раци. Одиме сега со сосот. Како кажав, водата со путерот и сол и бибер, она се стоплува полека. Тоа ќе биде за палентата. Имаме брокула. Не знам што ќе направам. Мислам од 1, 2, 3, 4, 5, 6 парчиња ќе одат во ерфрајерот. Ќе ги ставиме внатре и они ќе се печат, ќе ни биде полесно. Ајде. Оп, оп, оп. Да пробаме. Верувајте ме, за мене е прв пат. Ќе видиме. Што ќе биде? Ќе биде. Ако е убаво, супер. Ако не, ќе повториме нешто друго после. Тоа е. Океј. И гарнирот е спремен. Да одиме сега со сосот. Хоп. Тава. Океј. Топлиме тавата. Ќе почнеме. Ова ќе биде малку помрсно. Мора малку мрсно во што правиме. Ова да го намалиме. Ти палентата после ќе ми скока од сите страни, освен да биде остани во тенџерето, ќе ми биде наработната маса. Ете така. Уште малку може да се намали. Ето. Така. Ќе почнеме со шампињони. Ќе ги пропржиме малку во тава. Салама малку. Ќе му ставиме крем на сето. Океј. Вака. Оп. Нека се пропржува. Не тенки, мали парчиња. Хоп. Може да ги правам подебело, ама во сос, кога ги ставате, поубаво да ги имате тенки така, полесни се за да се варат, да се прават, да се мешат во сосот. Овде, супер. Полека нека се пржат, а ние ќе продолжиме со неколку парчиња од салама. Салами. По француски се кажува салами. Овде е салами со бибер. Салама со бибер. Така можеме да го преведиме по македонски? Не знам точно. Ќе научам за нареден пат. Ќе ви ја кажам точната терминологија. Така. Ова. Го виткаме и хеп. Тенки ленти. Така. Одлично. Хеп. И ова. Вака. Со шампињоните. Нека се пропржува. Полека, ние да видиме палентата. Палента. Вала. Супер. Водата е топла како треба, путерот се стопи. Сега одиме со палента. Палента многу брзо. Минута и пол, не треба повеќе за да се свари. Јас сакам да биде течна. Не сакам да се стегне, да биде тврда, да биде како, да кажам, да се направи како камен. Треба да биде течно. Така. Мислам, ти сме... така. Она брзо се прави, се знае палента што е, пшенка. Вала. У Македонија се вика качамак. Така нешто. Не. Ете. Палентата се вари и останува густа. Она е при крај. Добра е. Така. Супер. Ова се пропржува. Одлично. Ке имаме денеска едно јадење што многу ми се допаѓа. Навистина шампињони, малку со салама така. Ке му ставиме лердамер, ке му ставиме крем фреш и ова ќе биде
ќе направим крем, вау, што ќе оди со пилешкото. Палентата е спремна, можеме да ја вадиме. Она полека ќе продолжи да се вари. Ова е завршено, можеме да го исклучиме. Ајде, сосот сега, да се концентрираме на тоа. Видите, саламата она полека се пржи. Го слушам пилешкото позади. Ово е фрајерот. Да видиме, да дзирниме малку на што личи. Браво. И да продолжи. Сосот. Можеме уште малку да оставиме кремот и лердамер. Ама и овде му треба малку сол. Ајде. Малку бибер. Така. Океј. Лердамер, многу ми се допаѓа ова. Сите го потребуваме ова да го ставиме на лепче, навистина на лепче е врв, ама јас го потребувам во сос. Многу ми се допаѓа. Да дава така еден вкус на кашкавал во сос, без да го топите. Ова е стопено, тоа е крем-сирот, да кажеме. Ете така. Прво да ставиме крем павлака, крем фреш во франце. Вала. Може да стои тука. Ова позади, да преме место на работната маса. Многу ме нервирате како има пуно ствари. Кремот. Така. Многу сум среќен во сите јадења што ги спремам. Како ви кажав, јас обожавам да има сос. Едно јадење без сос не оди. Има реченица така, едно јадење без сос е како еден бакнеш без мустаки. Не знам дали турците го измислат ова, оти мустаките, турците сите носат мустаки, па тоа е. Вака. Ова, да го намалиме сега, оти ќе се редуцира и више нема да имаме сос. Ете, на минимално на 2. Ќе го извадам. Океј, сега можам да му додавам крем-сир. Натре. Така. Океј. И полека, ми се изгаси во меѓу време, па ништо. На двојка, гледајте. Крем-сирот ќе се топи уште еднаш. Ти ова е топено сирење, па ќе имаме топено сирење во крем со шампиньони и со салама. Ќе му ставиме уште малку и тревки, ајде да го оставиме полека да се топи, а ние да сечиме малку тревки и да му ставиме внатре. Која тревка ќе оди најубаво со тоа. Што имам овде? И рукола. Да. Рукола многу ми се допаѓа, една малку е горчлива и ќе даде убава комбинација во овај сос. Со крем сирење, со шампиньоните, со саламата. Така. Одлично. Мислам оти сосот полека ќе оставиме да ни при крај, а ние се враќаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Кратка пауза. Сосот полека се редуцира како ја сакам, ама, да кажеме, многу брзи сме денес. Пилешкото му треба уште 6-7 минути да се вари. Палентата е спремна. Што ќе правиме сега? Ќе си ги вртиме прстите за 5 минути, 6 минути? Не оди така. Ќе видиме што имаме во фрижидерот. Ако можеме да направиме нешто така, едно брзо, мало пред јадење, мала салата, нешто така, што ќе можеме да направиме? Ајде да размислиме. Ова, секогаш имаме еден убав домат. Што да му ставиме уште? Ќе видиме. Потребивме рукола. Рукола, тука си рукола. Одлично. Ете, многу ми се допаѓа, навистина, една салата од рукола. Ете како убава рукола имаме. Ќе сецкаме ситко, 2 парчиња рукола има. Едне ќе го држиме за понатаму. Ќе му ставиме исто, ако мојот омилен млад кромит, да земеме еден
Sad, da spremame салатата, па ќе си имаме едно предјадење денес со Шери. Супер ќе ни биде. Така. Така. Ајде. Рукола. Сецкаме. Али пачне вака. Може да одите до пластикот. Така. Ова, ако сакате, днес ќе го држам. Ги видиме што ќе направиме со тоа. Може да се направи убав тесто. Ќе оставиме во блендер, ќе го блендираме со малку масниново масло, ќе му ставиме босилек и све, ќе направиме нешто. Да не го фрлете тоа, никогаш. Ете така. Се држи на страна. Ова. Вака во тањирот, како убав мирис има руколата. Ова ми се допаѓа, ќе е малку дива така. Многу јака на вкус. Ете така малку млад кромит. Па ќе кажам, за да се прави салата, многу лесно. Останатокот од фрижидер ви дава можности да правите навистина што сакате. И после навистина што се имаме на пазарот во Македонија како зеленчук, и вау, нема крај за да правите. Да пазиме на сосот. Сосот е полека при крај. Може уште малку да се редуксира, да има така густина што ја сакам. Ова е окей. Домат, го измиме. Добро. Ја вадиме дршка, фани дршката, делот дршката. Окей. Вау. Така. Пола домат за мојата Шери, пола домат за мене. Убава декорација во тањирот. Секогаш, кажувам ти, мора да биде убаво декорирано. Прво јадиме со очите, после мирисаме и после јадиме со стомакот. Ете тоа е. Тоа се вкусовите што ги имаме. Имаме рукола, имаме млад кромит, имаме, па знаете што? Саламата овде, можеме да земеме исто 2-3 парчиња, да ги сецкаме и да ги ставиме како гарнир. Зашто да не? Може да се прави со пршута, може да се прави со сланина, со све. Вака, оп. Парче што падна, тука. Каква убава салата. За кратко време имаме еден онтре, едно предјадење направено. Малку масниново масло. Така. Малку сол. Табан. Така. И моите омилени медитерански зачини. Така. Па, сега можеме полека да одиме на сервирање на нашето главно јадење. Како кажав, палентата е тука. Предјадењето е спремен, ајде полека да ставаме у фрижидерот и одземува многу место. Пилешкото, како е? Како да е спремен? Ајде, јас сум изненаден од овај јафрајер. Навистина, не знам што очекувам. Секогаш ми е изненадување, оти, не знам, јас сега 1, 2, 3, третиот пат што го употребувам. Уау! И многу ме изненадува. Изненадува. Така, изненадува. Точно по македонски. Вала, бришиме. Така. Окей. Ја мислам, полека, ќе го вадиме пилешкото, палентата, сосот, салата. Ајде, да сервираме. Одиме да гледаме по еден убав тањир. Само позади тањири што ми се допаѓа. Така. Еден. И два. Тоа. Окей. Одиме прво со палентата. Палентата, како ви кажав, ја сакам уште да биде малку така течна. Здраво, добар ден. Ефрајер, што ми кажа? Енд. Печено е. Хајде. Ке видиме. За мене е печено. За ефрајерот е печено. Сега дали за вас е печено? Ке видиме.
Ќе оставиме уште минута да стои таму, додека сервирам палентата. Преубава палента. Така на страна. Ми гледа како пире, така. Многу убаво. Децата обожават тоа. Пензионерите обожават. Зошто? Лесно се џвака. Така. Само ти е супер така. Океј? Одиме со пилешкото. Океј. Сега ќе го видиме резултатот финал. Брокулата е спремна. Вала. Едно. Две. Одлично. Ова го враќаме. Така. Сега. Печено или не печено? That is the question. Ајде. Гледайте. Без масло, без зејтин, без ништо. Гледайте. Вау! Епа, верувајте ме, јас сум изненаден. Навистина, како убаво личи, од презата што го ставив така на тоа, останува трскаво горе. Гледайте го. Пилешкото е печен. Како треба. Како се кажува по македонски, за мерак. Така. Одлично. Фрајер, ти благодарам. Ајде. Океј. Второто тањер. Така. Сега. Вау. Овај сос. Ова ќе биде врвот. Како се кажува? Срешата или јагодата на шлагот. Одиме. Така. Шери, што ќе готвиме денес? Каква убавина готвив денес? Ќе имаме еден убав бакнеш вечер, мислам ти ќе биде многу задоволен. Океј. Едноставни јадења, готвени за кратко време, со останата кој што го имате во фрижидерот, што сакате подобро. Нема подобро, а ова се вика Шери, што ќе готвиме денес? Ова е нашата емисија, што ќе ја гледате секој ден пред фестите. Мислам ти сме добри. Малку ме руди така да личи уште поубаво. Топ. Ја слушам Шери, доаѓа, јас имам преубаво јадење денес, гледајте на што личи ова. Ви се допаѓа? Кажете ги во коментари, која не гледате, која не следите на социјалните мрежи, а ова денес е за вас и е за мене. Бон апетит! Нашите пријатели од Вино Маркет, денес ви носиме неколку корисни совети како да го изберите, сервирате и уживате во вистинското вино. Со оваа добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии. Ерикон Кратошија, Лазар винарија. Вино направено од автохтона македонска сорта Кратошија. Нуди рубинска боја, свежа структура и вкус на вишни, боровинки и зачини. Редок избор за љубителите на нешто поинако, но сепак длабоко македонско. Посетете го Вино Маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново.
Што ќе готвиме денес?